Ова беа протестите во 2016 година. До 2013, значи до 2016 имавме неколку. Целта нормално беше да се повлече вниманието на властите околу проблемот на аерозагадувањето во Тетово. Аријани Џафери е еден од организаторите на масовните протести во Тетово. Енормно загадениот воздух го натерал да ги организира луѓето заедно да се борат за нов здив. Денес, 6 години по протестите, тетовци се уште се далеку од целта иако имаат голем резултат. Од затварањето на Југором и од кога се дислоцираше дивата депонија во Тетово, според мерењата, официјалните мерења на Министерството за животна средина, Тетово има за 60% помалку загаден воздух. Силата на народот испливала над бизнис интересите, но тетовци знаат дека загадување се уште има од малите индустријски објекти, домаќинствата од кои 90% се греат на дрва и од сообраќајот во градот. Новиот градоначалник Билал Касами најавува дека на секоја бандера ќе постави мерачи на загадување на воздухот. Од Министерството за животна средина инсистираат да не се користат податоците од ваквите апарати, бидејќи мерат по различни методи од оние пропишани со Законот за воздух, усогласени со европското законодавство. Не е докажано дали мерењата со тие методи се еквивалентни на вредностите добијани од мерењата со референтните методи. Тоа што е наша задача као општина Тетово, веќе работиме на поставување на индикатори, на мерачи на загаденоста на воздухот, за да видиме каде поургентно, побрзо треба да интервенираме. Ние ќе работиме на урбанизација на Тетово, зашто Тетово 10 години нема детален, ова генерален урбанистички план и нема детални урбанистички планови за цели блокови. Уште една одлика што го прави Тетово лидер во Македонија е бројот на автомобили по жител. Според податоците од сообраќајната полиција, на територијата на општината се регистрирани речиси 50.000 возила. Во градот, на дневна основа, влегуваат уште 5.000 возила од други места. Дополнителен проблем е што возилата доаѓаат од 3 влеза, од правец на Јажинце, Гостивар и Скопје, и се упатени да дојдат во центарот на градот каде што се чувствува мирисот на изгорено гориво. Касами планира ова да го реши со повеќе паркинг места. Но екоактивистот и член на политичката партија Дом, Валентин Тасески, не се сложува со оваа идеја. Вели дека тоа ќе го претвори градот во огромен паркинг плац. Тој испратил до локалните власти друг предлог. Имате 3 масовни паркинзи на влезовите во градот, кај што ќе може да се паркираат по 1000-1500 возила, да кажем. Обезбедувате ефтино паркирање во тек на целиот ден и обезбедувате еден ефикасен и повторно ефтин јавен превоз. Неуморниот тетовец испратил предлоги за намалување на загадувањето од домаќинствата. Електростатски оджаци кои што може да се монтираат во индивидуални објекти. Значи, еве субвенционирајте 50-50 со мене како граѓанин, јас на мојот оджак да си ставам таков филтер. Исушениот билборд во центарот на градот кој требало да им го прочистува воздухот стои како потсетник дека тетовци мораат уште многу да се борат за да ги дишат плодовите од убавата шара што виси над нивниот град.